Загрижени поради се потешките економски, кадровски и технички проблеми со медиумите, пред се поради изостанувањето на поддршката од централната и локалната власт, а како последица на фамозниот член 102 во Законот за медиуми, новинарите го запрашаа претседателот на техничката влада Оливер Спасовски дали нешто се работи на тој план и што може да очекуваат во блиска иднина. Премиерот Спасовски со одговор: Ги правиме потребните анализи, врз основа на тие анализи што ќе покажат, заедно во комуникација со медиумите ќе предложиме сигурно некакво решение. Со оглед на фактот дека и во оваа прилика не беа кажани конкретни мерки и временски рокови, останува медиумите да се снаоѓаат како знаат и умеат за да преживуваат колку е тоа можно, што пак од друга страна ќе се одрази на квалитетот на работењето, програмската понуда и редуцираното информирање, се на сметка на реалните потреби на граѓаните и на нивните демократски придобивки. Јавноста мора да знае дека повеќе од една година локалните и регионалните медиуми функционираат без ниту денар од централната и локалната власт, иако ги покриваат сите нивни активности за кои немаат никаква обврска. Изговорот од типот работење во услови на пазарна економија, во кој медиумите треба да се обезбедат средства од бизнис секторот, ни малку не држат, бидејќи по таа логика и еден театар може да прави представи, да ги полни салите и да екзистира од влезници, ама во пракса не е така. Затоа медиумската фела со право бара и очекува конкретни и итни мерки за да се реши затекнатата ситуација и да се овозможи непречено работење на новинарите, а се во интерес на квалитетното информирање на граѓаните.